Само еден ден откако премиерот Зоран Заев обелодени дека ќе се менуваат учебниците по историја, денес пристигне и потврда од министерката за образование и наука Рената Тринеска-Десковска. Министерката не прецизираше за кои точно учебници станува збор, но ревизија ќе има, со цел како што вели да се отстранеле грешките кои што учениците ги учат. Ќе бидат ревидирани наставните програми и учебниците. Тоа ќе го прават експертски групи по сите предмети, значи не само по историја, него буквално по сите предмети. Така што ревизијата на сите учебници ќе биде дел од еден процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво. Значи сите учебници ќе бидат отворени на процес на ревизија во целокупното образование со цел да се отстранат грешките кои што учениците ги учат. Реакција пристигна од професорот по историја Михајло Миноски, кој посочи дека ако се работи за менување на историски термини, како на пример фашизмот, тогаш станува збор за политичка амбиција. Ревизија на учебниците треба да се прави на одреден период, но само доколку се унапредува историјата, и тоа треба да го прават експерти и историчари, но не и политичарите. Ако се работи за ревидирање, односно за исправање на некои историски термини, кои што ја изразуваат суштината на прашањето, како да пример за фашизмот или пак за други слични термини, тогаш и тоа е веќе политичка амбиција да се менува она што е веќе стандард во нашата историска наука и тоа не би требало да се прави. Се разбира, тоа е сепак задача на историјата. По изјавата на премиерот Зоран Заев и потврдата од страна на министерката за образование и наука Десковска не стивнуваат реакциите во јавноста, како од историчари, така и од експерти и аналитичари.